Немојте да заборавите што значи СДСМ на власт. Само за момент присетете се за какви погубни политики изминативе 3 години СДСМ додека е на власт ги креираше и ги спроведе во делот на земјоделството. Земјоделството е крупна гранка, сериозен чекор, ама сериозен чекор за сериозни луѓе. Не за Зоран Заев, не за Љупчо Николовски, не за Трајан Димковски. Тие елитисти кои што изминативе 3 години седат во удобните канцеларии, се возат во службените возила, удобни, патуваат надвор од државата на наш трошок, на државен трошок, се луксузираат. Земјоделецот им е на дното на листата. Сакам да ве уверам, овие разговори кои што ги правиме како политичка партија, сме постојано помеѓу граѓаните. Разговараме и ги собираме сите предлози, сите проблеми кои што во идната програма која што е во завршна фаза, ќе ги преточиме во проекти. Проекти кои што ќе бидат реални и спроведливи. Нема да ветуваме како Зоран Заев што ветуваше 2016-та. Ниту сигурен пласман, ниту сигурни загарантирани откупни цени, ниту сите оние проекти кои што ги ветуваше. Гарантни фондови, откупни центри и така натака и така натака. Единствено што го спроведува е нивната така наречена мерка зелена нафта. Зелена нафта која што картичките и ден денеска стојат неподигнати во подрачните единици, затоа што тоа е популистичка мерка. Тоа нема да го реши проблемот на македонскиот земјоделец. Стојам овде пред вас, покрај сите притисоци кои што ги има в изминатиот период. И понатака ќе бидам рамо до рамо, затоа што земјоделците заслужуваат политичка партија, заслужуваат луѓе кои што ќе имаат искрени и честни намери. Нема да ме заплашат ниту мене, ниту ВМРО ДПМН. Доаѓа 12 април. Ова што го прави СДСМ и со вработувањата партиски, и со популистичкиот буџет кој што сака да го донесат за да ги замолчат и да ги подкупат гласачите. Нема да им успее, затоа што луѓето се присеќаат дека Зоран Заев, кој што се колнеше во најмилото и додека одел по жицата и го барал семето, го промени името. Го промени името на државата, го продаде идентитетот, затоа што со таква цел дојдоа на власт. Дојдоа за да шетаат Луи Витон торби по скопските улици. Никој за денес за тоа не зборува. Затоа, сакам да ви порачам одека, храбро и достоинствено, се ближи крајот на заевизмот во Република Македонија. Сите до еден, на 12 април да кажеме дека е доста и дека Македонија мора да се врати на правиот колосек. И земјоделците, и просветните работници, и здравствените, сите граѓани независно на политичка, верска или партиска припадност, заслужуваат достоинствен живот во Република Македонија. Јас ви благодарам од срце. Наредниот период ќе се гледаме многу често. Ќе се гледаме многу често затоа што не чека период во кој што треба да го поразиме Зоран Заев и СДСМ. Ви благодарам многу да сте ми живи и здрави.